Здраво! Добре дојдовте на уште едно Дома со Леа видео. Моето име е Леа и јас сум мајка на 3-годишната Зара и на Зафир кој набрзо ќе полни 1 година. Денешното видео ви е овозможено од компанијата Trimex, компанија која ги увизува најквалитетните американски Now Foods суплементи и ги носи во аптеките близу до нас. Денес ќе зборувам на една тема за која што многу често зборувам со сите мои пријателки и познанички од социјалните мрежи кои се во ситуација да го очекуваат своето второ дете. Многу е деликатно како ќе го подготвите вашето прво дете за доаѓањето на неговото братче или сестриче. Пред да преминам на главното, да ве потсетам да притиснете subscribe или претплати се овде долу на каналот. Тоа мало црвено копче вас нема да ве кошта ништо, бидејќи е бесплатно, а мене ќе ми значи многу. Благодарам. Добивањето братче или сестриче е голем и ретко позитивен настан за секое дете. Под ретко позитивен, мислам ретко кога е ова позитивно искуство за првото дете. Тие меѓу вас, кои што се постари или најстари, сигурна сум дека живо се сеќаваат на овој травматичен настан кога добила помало братче или сестриче и од тој момент нивниот живот станал многу нефер. Јас и мојот сопруг сме втори и најмали деца и немавме представа што да очекуваме по ова прашање кога дознавме дека го очекуваме Зафир. И ги прашав моите постари внуци како се сеќаваат на добивањето на нивното братче или сестриче, што паметат од тој период позитивно, а што негативно. И сега, околу 1 година по ова искуство, со самодоверба можам да ви ги дадам следните совети во врска со вашето првородено дете. Прво и основно, признајте перспективата на детето. Вие, може би, цел живот си ја замислувате таа идеална слика од сопруг, сопруга, две дечиња, милениче и така натаму. Меѓутоа, вашето дете цел свој живот ја гледа само реалната слика. Една мајка, еден татко и едно дете. И сега му велите дека ќе дојде уште едно дете. Замислете си, значи, само замислете си, вашиот сопруг да ви каже дека за неколку месеци ќе дојде уште една жена во вашиот дом. Смешно е, ама на детето не му е смешно. Него навистина му изгледа вака од негова перспектива. Затоа, валидирајте неговата перспектива и покажете емпатија. Второ, ако бременоста треба да е тајна уште некое време, не му кажувајте на постарото дете веднаш. Знам дека сте нестрпливи да ја објавите веста со вашите најмили и најсакани, меѓутоа, вие таа вест ја доживувате многу поинаку како родители, за разлика од вашите постари дечиња. Процесирањето на веста бара огромен дел од свесноста и од емоционалните капацитети на детето, па уште и ако не му е јасно зошто треба да молчи за тоа и да внимава на кого ќе кажува за тоа, дополнително ќе го оптоварите и ќе го збуните. Дури кога ќе решите дека е во ред сите да знаат и сите случајно да дознаат, можете да му кажете на вашето дете за прекрасната вест. Трето, бидете реални во подробности. Грешката што многу од нас родителите ја правиме е што му градиме на детето нереални очекувања за тоа што ќе следува и со тоа буквално го местиме за неуспех и за разочарување. Ќе имаш братче, ќе си играте заедно, многу ќе ви биде интересно. Така му велиме на детето секој ден, но тоа е многу далеку од реалноста што го очекува детето кога ќе стигне братчето или сестричето. Доаѓа денот кога ќе го донесеме братчето дома и испаѓа дека нема да си играат заедно во наредните 7-8 месеци. Што сме направиле? Сме го излажале детето. Сме му подметнале разочарување. Мислам дека ова беше клучно во нашиот случај, бидејќи Зара и Зафир се само 2 години и 1 месец разлика. На таа возраст Зара воопшто немаше капацитет да свати колку време ќе им треба да пораснат и колку време ќе помине додека да си играат заедно. Затоа, јас си смислив наратива која што ја раскажував секој ден. И веле, кога ќе се роди братчето, мама, ќе биде многу мало. Секој ден само ќе спие, кога ќе се разбуди ќе плаче, ќе му смениме пелена и ќе цица и пак ќе спие. И така, братчето,
Ке спие, ке цица, ке плаче, ке кака, ке спие, ке плаче, ке цица, ке кака, само тоа ќе прави. И самата почна така да раскажува за братчето, што не беше воопшто воодушевувачки за околината, меѓутоа мене ми беше многу важно дека таа е спремна за периодот што ја очекува. Затоа што погодете што се случи првите 3-4 месеци откако го донесов на братчето дома. Да, токму тоа што таа очекуваше. Бебето си спиеше по цел ден, по цела ноќ, си плачеше, си какаше, менувавме пелени 10 пати во денот, цицаше цело време кога беше будно. Не се задржавме долго во овој наратив, односно го истиснавме од ден во ден како што таа почнуваше да го нишка во релаксаторот, да му пее песнички, да му подава играчки кога веќе можеше да фати. Значи полека го апдейтувавме овој наратив со она што се случуваше во моментот, со она што се случуваше во непосредната блиска иднина. Во тој ран период, до некоја 6-7 месечна возраст на братчето, повеќе пати ми се пожали, ме праша зошто го чуваме. Многу е тешко да се одговори на вакво едноставно прашање на едноставен начин, но се трудев мојот одговор повторно да биде адаптиран на нејзиниот светоглед. Кога ме прашуваше зошто го чуваме братчето, и одговарав дека ако го чуваме добро, ќе порасне голем и ќе може да си играат заедно. Овој совет има подлабока врска со градењето на доверба меѓу детето и родителот. Забележувате досега дека се што кажала мама е токму така како што таа го гледа. И последно што морам да ви кажам е да очекувате регрес. Поголемите деца можеби ќе сакаат да седат во релаксатор, да си играат со тропалчиња, да цуцаат цуци лажливки, да спијат во бебешко креветче. Но ако вие не ја правите големата од ова, нема ни вашето дете. Што направивме ние? Оставивме детето да ги користи овие работи, за да се увери дека тие се наменати за помалку способни деца, за по-мали деца. Затоа ве советувам, наблюдувајте и не инсистирајте на вашиот светоглед. Доколку детето сака да се чувствува како поголемо, тогаш е добро да му речете вие сте поголем батко, поголема дада, братчето или сестричето е помало и да ги потенцирате тие очигледни работи. Меѓутоа, неретко може да се најдете во ситуација каде што вашето дете ќе инсистира дека они се две бебенца, дека они се еднакви, дека не е помало, дека не е поголемо, дека е помало, поголемото дете. И во тој случај мислам дека е добро да се пушти, да се каже да, така е, во рете, за да се избегне непотребен конфликт. Бидејќи вие ќе сакате во тој конфликт да му докажете на детето која е реалноста, а она што детето ќе го свати од тој конфликт е нешто сосема друго. Дека не го разбирате, дека не сте на негова страна, ултимативно дека не го сакате исто. И ден денес Зара знае да инсистира дека мама има две бебенца. Кога вели така, јас си велам така е, затоа што сепак е во право и по 30 години од сега тие ќе бидат моите две бебенца. И не е важно кој е поголем, туку е важно дека се еднакво сакани.